Ако денот по утрото се познава, тогаш земјоделците од Кочанската котлина оваа година ги очекува проблематична сеидба и тешка производствена сезона. Овие предвидувања се базираат на прогнозите на синоптичарите, според кои не очекува надпросечно врнежлива пролет, малку сончеви денови и температури кои се под просекот за ова поднебје. Дури американски метеоролози најавуваат обилни врнежи и поплави на потегот од Италија преку Словенија, Хрватска, Србија, се до Македонија и Грција. Високото ниво на подземните води и влагата во земјата и без нови врнежи им создаваат проблеми на земјоделците, кои започнаа со подготовките за пролетната сеидба. Во делот по линијата во Кочанско-Виничкиот регион водата се уште не е повлечена. Тоа значи дека нема можност да се применат агротехничките мерки во функција на сеидбата, што ќе доведе до задоцната употреба на семенскиот материјал. Поради ваквите на некој начин вонредни состојби, Водостопанство Брегалница започна со интензивно чистење на каналите. Во исцедувањето на нивите од вода се вклучија и земјоделците кои ги прокопуваат јамите. Ниските температури и малобројните сончеви денови негативно се одразуваат и врз приносите кај градинарските култури. Бавно вегетираат младиот кромит, лукот, салатите и спанаќот. Во оранжериските комплекси се трошат поголеми количини енергенси од планираното, а културите бавно напредуваат и уште побавно зреат. Тоа особено се однесува на краставиците, доматите и јагодите, поради што нивните цени на малопродажната мрежа се мощне високи за овој период од годината. И ако не дојде до затоплување, истите ќе се задржат уште најмалку месец или два. Земјоделските стручњаци оценуваат дека временската ситуација има негативни последици и врз есенските посеви, кои бавно напредуваат, што битно ќе влијае за намалувањето на приносите.